Толеранцијата представува почитување, прифаќање и уважување на богатството од различности во светските култури, и таа е форма на изразување и начин да бидеме луѓе. Толеранцијата подразбира волја и способност да се прифати да се дозволи различноста, било да се работи за разликите во политичките уверувања, верските и расните уверувања, или пак за разликите меѓу половите. Да се почитуваат различностите, да се работи на подигнувањето на свеста за почитување на човековите права, секој во општеството да придонесува за безбеден живот, без насилство, омраза, непочитување и понижување, е главната порака на УНЕСКО по повод 16 ноември, светскиот ден на толеранцијата. За тоа колку сме толерантни ги прашавме нашите сограѓани. Поготово со овие младите нема толеранција, никај со старите нема никакво почитување. Ти ќе му кажеш еден збор, тие 50 збора ќе ти кажат. Нема порано имаше, се знаеше возрастен, се знаеше млад. Сега никако нема поштовање. По старите може би се толерираат малку, ама младите воопшто не. Меѓу луѓето односот не е добар односот, како што бил. По повод 16 ноември, денот на толеранцијата, денеска во Скопје се одржи и национална конференција на која во пресрет на предвремените парламентарни избори кои се закажани за 11 декември. Председателот на Македонската академија на науките и уметностите Таки Фити истакна дека партиите треба да соработуваат, да дебатираат, да се толерираат во поглед на различните мислења, бидејќи тоа може да отвори дебати кои ќе бидат корисни. Тие треба да се надпреваруваат врз основа на идеите и програмите што ги пласираат, а на тој начин граѓаните да можат да оценат на самите избори за кого ќе го дадат гласот.